Благодарам. Иако можам да кажам дека не очекував поразличен одговор од овој што го добив од заменик министерот, сепак нели кога ги предлагаме овие амандмани, во начелно сметаме бараме поддршка од колегите пратеници во комисијата, затоа што видовме и денеска дека доколку се има волја, односно доколку има доволно притисок од страна на пратениците на јавноста, дека проекти може да се реализираат, како што пред малку беше од оваа говорница исто така од мојата колешка изјавено дека се обезбедени средства за реконструкција на патот до Луковица, кој што е во општина Желино и за кој што на неколку пати јас како пратеник во ова собранието заедно со моите колеги го поднесуваме истото како амандман и цело време бевме одбивани за истиот тој амандман, за да видиме дека денеска, токму денеска, на седница на влада, како што кажа мојата колешка, дека биле обезбедени средства и тоа во буџетот за 2022 година. Значи, доколку се има волја, а најверојатно и доколку се има доволна доза на притисок од јавноста и од нас колегите, од нас пратениците, тогаш може да се изнајде и средства и начини, тогаш не држи образложението на Министерството и на владата дека владата не гради, односно не инвестира во локални патишти. Инаку, ова барање не е моје барање, ова е барање на жителите во населените места Копанце, Туденце и Сиричино, се наоѓаат сите во општина Јегуновце и се работи за проблем кој што ја отежнува комуникацијата на жителите од овие населени места, за да можат нормално да комуницираат по сообраќајниците и да стигаат навремено да си ги извршуваат своите обврски. Целата ова, да речам, негрижа од страна на владата и од претходната локална власт која што беше предводена од градоначалникот на Социјалдемократскиот сојуз, токму доведува до значително иселување на младите и на жителите на овие населени места. И ние кога поаѓаме таму како пратеници, кога разговараме со нив, најчесто се жалат на овие проблеми, затоа што имаат проблеми да стигнат да си ги завршат своите обврски. Сметам дека има простор, ако се има волја од страна на владата и еве да се направи еден исклучок, ако за амандман кој претходно го поднесувавме ние како пратеничка група, а еве сега денеска видовме дека е прифатен од владата како барање на жителите од село Луковица, значи можеме да бидеме сведоци денеска и на уште едно прифаќање на ваков амандман, затоа еве ги повикувам колегите од мнозинството да го поддржат овој амандман, затоа што се работи за горлив проблем на жителите од овие населени места, се работи за општина Јегуновци, за села кои што гравитираат во Долни Полог и кои што имаат навистина потреба од реконструкција и проширување на овој пат, затоа што, како што знаеме сите, ни доаѓаат парламентарните избори, се надевам дека ќе бидат предвремени парламентарни избори и сите ние ќе треба да поминеме, особено представниците од изборна единица број 6, по овие патишта за да стигнеме до нашите сограѓани таму и да им објасниме што сме направиле и што сме реализирале за нив. Инаку, овие проекти кои што, односно овој амандман, исто така и ветување на поранешниот градоначалник, кој што не најде за сходно во неговиот мандат да се појави пред жителите на овие населени места и токму заради тоа и катастрофално изгуби на локалните избори. Па, уште еднаш ве повикувам на крајот да се смогне сила и да се поддржи овој предлог, овој амандман кој што ќе значи многу за жителите во овие населени места. Благодарам.